почитувани и присутни, почитуван вице-премиер за борба против корупција, господине Љупчо Николовски, почитуван министр за информатичко општество, господине Јетон Шакири, почитувана председателка на Transparency International Македонија, господја Слагена Тасева, почитувани представници од холандската амбасада, од амбасадата на Кралството Холандија. Дозволете ми најнапред да изразам голема благодарност и за поддршката што ја добивме за реализација на еден многу значаен проект и верувам дека задоволството ќе биде заедничко и уште поголемо од кога препораките кои што произлегува од овој труд ќе бидат целосно имплементирани. Токму затоа сме и тука собрани да видиме колку и што ќе покаже извештајот за мониторирање на состојбите во изминатиот период. Ова дотолку повеќе поради тоа што фактот што правото на вработување е еднакво за сите е уставно загарантирано, но за жал бројните анкети покажуваат дека кај граѓаните постојат сериозни сомнежи за злоупотреби, корупција, партиски влијанија, непотизам, кронизам, поради кој огромен број високо образовани кадри и ја напуштија земјата барајќи си свое достоинствено работно место соодветно на струката и на образованието што го имаат. Работејќи ја и стратегијата, националната стратегија за борба против корупција, како еден од високите ризици излезе дека е вработувањето и тоа го определивме како една ризична област која што се сретнува во сите ризични сектори. Од тоа се јави и потребата да се изработи оваа анализа, да се дадат големиот број на препораки, конструктивни препораки од кои се очекува дека националните авторитети ќе ги испочитуваат и ќе ги преземат соодветните активности. Да не должам многу, би дала збор на Слагена да ги прикаже резултатите од мониторирањето, односно од следењето на имплементација на дадените препораки. Благодарам, Билјана. Дозволете на почетокот и јас да го поздравам овој собир и интересот од медиумите да се проследи овој настан. Поздрав до вице-премиерот за борба против корупција и одржлив развој и човекови ресурси, господинот Љупчо Николовски, министерот за информатичко општество и администрација, господинот Јетон Шакири, членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата, госпоѓа Арлинда Идризи од холандската амбасада и благодарност уште еднаш за сите, за исклучително добрата соработка. Имавме добра соработка и со Министерството, и со Антикорупцијската комисија и поддршка од холандската амбасада, да направиме чекор повеќе во она што традиционално значи спроведување на некаква анализа и изготвување на извештај. Тоа беше извештајот за ранливост од корупцијата во областа на вработувањата, кој што го подготвивме во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата и Министерството за информатичко општество и администрација. Ова е што денеска ќе го презентираме е првиот квартален извештај од мониторингот на спроведување на препораките од тој извештај за ранливост од корупцијата при вработувањата. Како што знаете, уште во моментот кога ги објавивме резултатите во септември 2020 година, кажавме дека ова нема да биде уште еден извештај кој што е завршен, изработен, има препораки и ќе стои некаде на полиците за некој да го прочита доколку има интерес или време за тоа. Уште тогаш во методологијата за следење на имплементираноста на препораките од овој извештај, кажавме дека на секои 3 месеци ќе се прави квартален извештај за мониторинг на спроведувањето на овие препораки, односно внимателно ќе се следи дали воопшто се преземаат и какви активности се преземаат за да се надминат сите недостатоци кои што беа констатирани во финалниот извештај. Сега само да видам како да ми оди. Така. Проектот беше спроведуван од јуни 2019 година до декември 2020 година и во рамки на проектот е подготвен финален извештај во кој се дадени вкупно 40 препораки
со наведени 147 активности кои треба да бидат преземени заради доследно спроведување на препораките. Од објавувањето на извештајот во периодот октомври до декември 2020 година, согласно методологијата, спроведен е и мониторинг на спроведување на препораките. А целта на овој мониторинг е да се воспостави еден континуитет во следење на спроведување на препораките, да се согледа на кој начин надлежните институции ги прифактија на од извештајот и кои мерки и активности се преземени од нивна страна. Иако морам да кажам дека ова беше многу првичен и прв извештај кој што за мониторинг и прв мониторинг кој што се спроведе на начин кој што не беше до крај организиран и поставен на начин да институциите сами бидат многу повеќе активни кон спроведување на препораките. Можеби и затоа што се уште беше ситуација кога владата се уште беше во состојба на остановување, формирање со многу активности околу тоа, но исто така и поради тоа што немаше доволно време можеби да се организирано следење на активностите. И токму имајќи го тоа во предвид, ние преземавме обврска да воспоставиме методологија на следење на имплементираноста на овие препораки, која што е всушност заснована на методите на мониторинг и евалуација, како прв чекор и прв извештај кој што понатаму ќе го предадеме во сопственост на Државната комисија за спречување на корупцијата, која од денес натаму ќе го преземе и подготвувањето на овие извештаи и следењето и мониторингот на имплементираноста на овие препораки, затоа што извештајот за ранливост од корупција при вработувањата беше направен со цел да се овозможи Државната комисија за спречување на корупцијата да ги согледа сите системски слабости во оваа област и да може да препорача преземање на конкретни мерки и активности од страна на сите надлежни институции. И покрај тоа што во овој период првичен се уште не постоеше организираност во начинот на спроведување на препораките и во начинот на следење, сепак нашиот заклучок можам да кажам дека е прилично позитивен. Имаме 47% од вкупниот број на препораки се делумно започнати, односно активностите за спроведување на овие препораки се делумно почнати, а 53% остануваат за понатаму да се преземат чекори во нивно подготвување и започнување за да бидат спроведени. Бидејќи препораките беа поделени во 4 групи, ние направивме и приказ на спроведеноста на препораките од секоја од групите посебно. Првата група се однесуваше или тоа се препораки за постапки за пополнување на работните места преку постапка за вработување, за унапредување и мобилност на вработените од јавниот сектор. Во оваа група препораки 74% од препораките бележат делумно започнување во нивното спроведување. Тоа се подготвителни активности за кои што ќе зборувам и малку подоцна, а 26% од препораките се уште не се почнати и воопшто нема активности за нивно спроведување. Втората група на препораки се однесуваше на стручноста и компетентноста на кадрите во јавната администрација. Гледаме дека во оваа група на препораки делумна имплементираност имаме само на 25% од препораките, додека неспроведени се 75% од препораките. Постапките за избор и именување на директори и членови на управни и надзорни одбори, делумно спроведување на препораките бележат 50% од препораките, а неспроведени целосно се исто така 50% од препораките. И најмал процент на спроведеност на препораките имаме кај препораките кои се однесуваат на контролните механизми.
Овде имаме делумна спроведеност на 15%, а целосно неспроведени се најголем дел, односно 85% од препораки. Значи, ако направиме едно резиме на спроведените препораки, значи 47% се спроведени делумно, 53% не се спроведени, највисок процент за спроведеност или започнатост на спроведување на препораките во првиот квартал имаме во првата група од препораки, додека во втората делумно започнало спроведувањето на 25% од препораките, во третата група 50% и во четвртата група на нивото на спроведеност е најниска, односно 85%. Како ги следавме овие состојби? Бидејќи, како што реков, немаше организиран пристап во собирањето на податоци, нашите извори на податоци беа јавните информации кои што беа објавувани на вообичаено соопштенија од службен весник, соопштенија и документи објавени на веб страната на ЕНЕР, со цел да ги следиме новините кои се предлагаат во однос на легислативните решенија, огласи за вработување во јавната администрација, објавени на веб страната на Агенцијата за администрација, со цел да се согледа бројот на вработувањата во јавниот сектор, условите кои се бараат од кандидатите, платите кои се предвидуваат за соодветните работни места, соопштенија објавувани од страна на Министерството за информатичко општество и администрација со цел да се следат најновите случувања во клучната институција надлежна за човечки ресурси во јавниот сектор и активностите кои се предлагаат и се преземаат, соопштенија одлуки објавени на веб страната на владата на Република Северна Македонија за да се согледа дали постои политичка волја за спроведување на препораките, координацијата и соработката помеѓу институциите и мерките и активностите кои се предлагаат или се преземаат. Ако сакаме да направиме оценка на спроведувањето на препораките, тоа би била следната. Во однос на првата група препораки, каде што имавме вкупно 19, кои се однесуваат на унапредување на постапките за пополнување на работните места преку вработување, унапредување и мобилност во текот на тримесечното наблюдување, може да се констатира дека ниту една од препораките не се целосно реализирани, а при тоа дел воопшто не се реализирани, а за дел се преземени одредени активности. Ова најмногу се должи пред се на тоа што во овој период не се извршени измени и дополнување на важечките закони, кои се однесуваат на постапките за пополнување на работните места во јавниот сектор, а тоа се Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, а всушност од нивното донесување ќе зависи и исполнетоста на овие препораки. Во однос на препораките кои се однесуваат на стручноста и компетентноста на кадрите во јавната администрација, вкупно констатираме дека во однос на препораката која се однесува на усогласување на видот на образование кој се бара да го поседува кандидатот за вработување во јавниот сектор и целите на работното место на кое се вработува, повторно во дел од огласите се наведува или несоодветно образование или се наведува премногу широка дефиниција за потребното образование. Во однос на третата група на препораки, кои беа вкупно 4, а кои се однесуваат на избор и именување на директори и членови на управни и надзорни одбори, констатираме дека во однос на потребата од измена и дополнување на Законот за установи, Законот за јавни предпријатија, се уште истите не се ставени на веб страната на електронскиот национален регистар на прописи на Република Северна Македонија, а во однос на четвртата група на препораки кои се однесуваат на контролните механизми, а овде имаме вкупно 13 препораки, во однос на препораката која се однесува на усогласување на легислативата, односно усогласување на одредени одредби кои се заеднички во повеќе закони, како што се, например, одредбите кои се однесуваат на инспекцијски надзор, може да констатираме дека во одредени закони воочивме усогласување,
Например, Законот за изменување на Законот за домување, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седница одржана на 16 декември 2020 година. Во членот 2, членот 117 се менува и гласи: овластен инспектор за домување може да биде лице кој ги исполнува условите за инспектор согласно Законот за инспекцијски надзор. Значи, и таму каде што имаше некакво придвижување или мал напредок, тој е соодветно нотиран затоа што сите тие действија се битни за понатаму да се продолжи со целосно надминување на препораките. Ниту една од овие препораки не се препораки кои што можат да се имплементираат со едно действие и затоа е неопходно да се следи и да се мери секој чекор кој што е преземан во насока на надминување на констатираните состојби. Препораките кои се однесуваат на донесување на нови законски решенија, како што се, например, Законот за плати на вработените во јавниот сектор или законот со кој би се регулирала постапката за избор на функционери, не е спроведена. Не се донесени ниту измени за дополнување на дел од предложените закони, како што се Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за јавни предпријатија, за јавни установи и други. Сепак, сметаме дека е рано да очекуваме законите да бидат донесени, затоа што станува збор за подолготраен процес и, како што реков, ова се треба тековно и квартално и понатаму да се следи. Она што сакаме да го истакнеме е дека сепак во програмата за работа на владата на Република Северна Македонија е наведено дека се планира донесување на нов закон за плати за вработените во јавниот сектор и тоа уште во првата година од мандатот. Од анализата на податоците објавени на електронскиот национален регистар на прописи на Република Северна Македонија, констатираме дека на ЕНЕР веќе се објавени соопштенија за почеток за изготвување на предлог закон за вработените во јавниот сектор и за почеток за изготвување на предлог закон за административните службеници. Исто така, воочивме и дека во 2019 година бил објавен и нацрт закон за висока раководна служба, но подоцна од соопштенијата на МИО констатираме дека истиот е повлечен. Она што е новина е донесувањето на законот за преземање на административни службеници вработени преку К5 програма во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Со овој закон се уредува постапката за мобилност преку преземање на нераспоредените административни службеници од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, вработени преку програмата за соодветна и правична застапеност. Исто така, констатиравме дека во овој период на мониторирање е зголемен бројот на објавување на огласи, но не можевме да заклучиме дека има зголемување на бројот на вработувањата, затоа што во периодот од март до септември 2020 година не се објавуваа огласи заради периодот на спроведување на избори, во кој период постапките за вработување преку јавен оглас се ставаат во мирување. Од анализа на објавените огласи, повторно констатираме дека за одредени работни места во некои од огласите, во делот на посебни услови за вработување кој се однесува на видот на образование, повторно се наведува вид на образование кое не е соодветно со работното место. Исто така, од анализа на огласите во делот кој се однесува на висината на платата за соодветно работно место, постои голема разлика во однос на висината на платата за вработените во општината и министерствата, во однос на вработените во регулаторните тела, самостојните органи и јавните предпријатија, каде висината на платата за исто звање е значително повисока. Констатираме дека од страна на Министерството за информатичко општество и администрација се преземаат некои активности кои се однесуваат на исполнување на препораките наведени во финалниот извештај од проектот, како што е, например, спроведување на ИПА проектот поддршка за државната реорганизација. Исто така констатираме дека е одржан состанок на Советот за реформа на јавната администрација, на кој е дискутирано и за организација на управата,
но и за човечките ресурси, пред се за статусот на секретарите во институциите. Во декември 2020 година е одржана седница на Советот за реформа на јавната администрација и при тоа на оваа седница се презентирани клучните постигнувања од проектот финансиран од страна на Европската Унија. А во октомври 2020 година е одржан состанок на специјалната група за реформа на јавната администрација. Од август 2020 година во владата е наименуван вице-премиер за борба против корупција и одржлив развој и човечки ресурси и најавено е дека директорите на институции кои владата ги именува за членови на надзорните и управните одбори ќе биде објавен конкурс, а тие ќе треба да поднесат мотивационо писмо и програма за работа, за да може на крајот на нивниот мандат да се оцени сработеното. Исто така, усвоен и кодекс за етичко однесување за членовите на владата и носителите на јавните функции именувани од страна на власта. Како заклучок, во однос на преземање на мерки кои се предложени во препораките, можеме да констатираме дека веднаш од објавувањето на извештајот од проектот и објавување на препораките се забележува постоење на политичка волја за спроведување на истите. И покрај тоа што постои политичка волја за остварување на препораките, се уште не постојат конкретни видливи резултати. Факт е дека реформите во јавната администрација се долг процес и зависи од бројни фактори, но факт е и дека само квалитетна јавна администрација во која вработените и функционерите се избираат на транспарентен начин, без можност за влијание и непотизам, клиентелизам и кронизам, може да даде видливи резултати. Како индикатори за почнатите активности се сметаат донесениот етички кодекс за функционерите, објавување на почеток за изготвување на нов закон за вработени во јавниот сектор и нов закон за административни службеници, како и одржаната седница на Советот за реформи во јавната администрација, на која е донесен заклучок за засилено спроведување на проектот за реорганизација на администрацијата. Нивото на спроведување на препораките се уште е многу ниско, што е очекувано со оглед на краткиот временски период. Сепак, нотирани се веќе преземените претходни активности од типот на состаноци, координација и предлагање на мерки за начинот на реорганизација. Од овој извештај ги издвоивме следните препораки, кои што треба да бидат во насока на поддршка на натамошно поорганизирано спроведување на препораките и постигнување на крајната цел, нивно целосно спроведување и заокружување на овој процес на ризици, затварање на сите ризици од корупција при вработувањата. Пред се, надлежните институции треба да продолжат и да се заложат заедно и координирано да работат на делотворно спроведување на препораките и во координирано следење на нивното спроведување. Во таа насока може да се создадат работни групи за изнаоѓање на решенија за спроведување на препораките, кои директно и непосредно ќе се преземаат од страна на надлежните чинители, а со тоа и ќе се одразат на квалитетот на работата на јавните органи во сферата на анализираните области. На тој начин, исто така ќе се обезбеди поголемо разбирање за очекуваните промени и организиран пристап во спроведување на препораките, што ќе создаде услови за подобрување на состојбите во сферата на вработувањата. Тоа, како крајен ефект, може да придонесе кон создавање на ефикасни и ефективни јавни органи и зајакнување на професионализацијата и интегритетот на административните службеници, што директно се очекува да влијае и на намалување на можноста од коруптивни влијанија во постапките за пополнување на работните места. Во насока на натамошно организирано и ефективно следење на спроведувањето на овие препораки, надлежните институции треба да се задолжат навреме да известуваат Државната комисија за спречување на корупцијата за преземените дејствија кои се поврзани со препораките и активностите. Јас ви благодарам за вниманието, со кое го проследивте презентирањето на првите наоди од мониторингот на спроведувањето на препораките и исто така
И кога ги објавивме препораките, беа присутни двајцата министри, вице-премиерот за борба против корупција и министерот за информатичко општество, кои тогаш изразија својата заложба и подготвеност да се зафатат со спроведување на овие препораки. И затоа исто така е добро што денеска се овде да го проследат овој извештај и понатаму да ги слушнеме нивните коментари во однос на овој извештај и активностите кои што веќе се во тек и се преземаат, а кои што би требало да бидат предмет на следниот извештај за мониторинг. Ви благодарам. Благодарам, Слагена. Навистина убава анализа направена, иако податоците во истата не се баш благопријатни за сите нас, бидејќи можеби очекувавме нешто повеќе, но како и да е, секогаш е добро кога има конкретни препораки и конкретни согледувања до каде сме и како сме, за да можеме точно како да продолжиме понатаму, да знаеме на што сме. Јас отварам дискусија по овој, ги повикувам на министрите, ќе им дадам предност, кој сака да се пријави, дали господинот министер за информатичко општество или вице-премиерот за борба против корупција, се едно. Мислам дека имаме агенда, во агендата сега е предвиден вице-премиерот Тоа како, да. Да зборува. Ако може. Повелете. Благодарам. Благодарам на сите за учеството, особено на Transparency International што ни го презентираше Слагена овој дел од следењето на овие првични препораки и поздрав и до председателката на Државната комисија за спречување на корупција, членовите кои што гледам дека се присутни, представниците на медиумите, на Холандската амбасада. Неколку збора само во делот на самиот извештај. Напротив, сметам дека се одлични трендовите кои што за прв пат овој проект кој што многу подолго време е подготвуван, одолку што се гледаат препораките, без при тоа да има, како што спомена и господја Тасева, организиран системски пристап кој што е обврска и задача на сите нас да го правиме во наредниот период, заради тоа што препораките се однесуваат не само на владата, и на Државната комисија, на сите институции, на сите чинители, затоа сметам дека се трендот на исполнување кој што детално го гледавме ние овие неколку денови, навистина може многу подобро, секако, меѓутоа за еден период во кој што имавме нефункционални институции, по една година нефункционално собрание и техничка влада, мислам дека вистинскиот момент да и во овој сегмент и во рамки на овие политики за вработување со посебниот фокус кој што е секако сегмент на самиот овој проект, и тогаш кажав дека е добре дојден во правилно време, во правиот момент во кој што ќе можеме преку институциите, преку владата, во еден мирен период да навистина ги донесеме законите и да сериозно се започне со имплементација на препораките. Дел од препораките секако дека се трудиме на самиот почеток да се започнат со примена, меѓутоа сега ни е потребен еден целосен, сеопфатен план и овие препораки и од извештајот и од мониторингот ќе бидат дел од сеопфатниот план кој што ќе го дискутираме на една од следните седмици на влада или тематска, која што ќе биде токму за сите препораки кои што ги имаме од извештаите кои што и со кои што организации владата и ние лично соработуваме, дали се во делот на вработувањето, во делот на јавни набавки, во останати сегменти и сектори во кои што 30 години никој ништо не направи. Затоа сметам дека е особено битно и драгоцено времето, неповторливо во овие неколку години да навистина со трансформацијата на составите во општеството и со интеграцијскиот пат навистина се ги средиме и европските вредности кои што велиме да ги донесеме тука.
ова ни е значаен документ да продолжи мониторингот токму на овие политики. Јас очекувам дека собранието ќе се одблокира од сите смислени блокади кои што се прават постојано и на комисиско, но и на пленарно ниво, заради тоа што сите тука знаат, особено е председателката на Државната комисија, колку време очекуваме да се донесе и стратегијата национална, губиме време за решавање на техничките работи и проблеми, затоа мислам дека свеста кај сите ќе проработи дека клучните документи или законите кои што наистина ни се битни, а се следат во овој поглед, приоритетно треба да се донесат. Затоа ние два состаноци на Советот за реформа на јавна администрација се одржаа, барем на кој што ја присуствував во декември, навистина се стави до знаење и приоритет заеднички со председателот на владата токму законите кои што ги нотирате, за кои што веќе постои соодветен прогрес во делот на законот за административни службеници, но особено во овој дел заедно со министерот, со владата, повеќе фокус воспоставивме и ние како кабинет испорачавме до Советот за реформа на јавната администрација само иницијативно соодветни законски решенија во делот на управните надзорни одбори, во делот на именувањето на функционери. Меѓутоа, ова е покрупна реформа, како што рековте, која што бара и време за подготовки на собраниски процедури. Меѓутоа, политичката волја е целосно на страна на носење на овие крупни законски решенија и мислам затоа дека треба заеднички и со ваш придонес да го искористиме овој период и да Советот за реформи на јавна администрација продолжи засилено со работа и овие решенија кои што сме ги испорачале, доставиле, токму преку таа форма на Советот се донесат. Исто така, она на што се фокусиравме во овој период и што беше нотирано е институционалната реорганизација на системот. Ние како кабинет, јас лично направив голем број на посети средби низ клучните антикорупцијски институции, пред се да ги дефинираме капацитетите, да ги дефинираме слабостите и потребите и тоа беше нотирано. И гледаме дека со овој извештај не се зголемени бројот на вработувања, меѓутоа мислам дека е круцијално да сите се договориме дека ќе ги јакнеме капацитетите на институциите кои што се или регулаторни, или независни, или комисијата, или Државниот завод за ревизија, инспекторските тела кои што воопшто нема да може да функционират понатаму со намален број на капацитет и стручни, компетентни луѓе во споредба со 1,5 или 2 децении наназад, и тоа создава можност за соодветни девијантни појави или изигрување на законите слично. Затоа сметам дека клучните институции треба да ги јакнеме на сметка на оние кои што во рамки на проектот, бидејќи ние не можеме поединечно да ги решаваме работите и никој сам не може ништо да направи, токму затоа даваме целосна поддршка на проектот во рамки на МИОА, да навистина ги забрзаме тие работи, да имаме конечно резултати и од тој проект за институционална реорганизација, кој што ќе ни ги даде пак во тој поглед другите препораки за реорганизација на јавната администрација и понатака секако истите да бидат применети. Фокусот во овој период секако дека беше и на носењето на кодексот, на обуките, заедно со Државната комисија за спречување на корупција на ниво на влада, кои што треба да продолжат да го прошириме опфатот на сите институции, на сите оние кои што се институции формирани од владата, да јакне свеста кај сите и кај граѓаните, така да на различни правци сме насочени, меѓутоа овој проект дава конкретни препораки кои што сите заеднички треба да се фокусираме. Започнавме со постапка преку комисијата за именување за секој област каде што се именува директор или функционер да има соодветна постапка, интервјуа, програма за работа, меѓутоа сите тие капацитети треба да се јакнат, треба да се регулира делот со ВД директори, со останати слабости кои што сме ги збореле и за кои што во овој период и во рамки на тој пакет, би рекол, на план
на владата, државен план би се рекло, ќе може да навистина ги дискутираме на влада и да секоја институција земе соодветни обврски кои што ќе бидат со рок и кои што навистина сите ќе гарантираме дека ќе водиме политики во тој правец. Токму затоа ни е потребна стратегијата да биде донесена, за да може да го користиме и акцијскиот план, кој што е особено битен и треба да биде вграден во сите задолженија кои што владата треба да си ги даде со соодветна рамка и со соодветни рокови. Затоа повторно сметам дека е драгоцено времето сега буквално да се фокусираме сите заедно на сите овие сегменти и теми. Подетално јас ги гледав сите овие 4 групи на следење, на препораки и навистина прифаќам дека треба да се формираат работни групи и тела на начин на кој што вие ќе предложите, се со цел да се зголеми, забрза притисокот, свеста дека навистина мора да се имплементираат овие препораки, да имаме соодветна временска рамка за да при следните извештаи имаме се подобри бројки на целосно спроведени и започнати препораки за кои што веќе се започнува нивна имплементација. Така да ја тука ќе завршам за да оставам простор за сите останати. Ова е добар патоказ по кој што треба да се движиме и навистина треба да ги следиме и да правиме се имплементацијата на овие препораки заедно со сите други проекти, извештаи, се тоа што заеднички треба да го правиме за да ги промениме состојбите во општеството. Меѓутоа, ова е важна тема и секако дека граѓаните пред се очекуваат резултати во тој поглед, а политичката волја веќе е покажана, потврдена со почеток на реализација на препораките. Треба уште позабрзано сите заедно, но и организирано, би се рекло, имплементирање и следење на препораките во наредниот период. Ние ќе бидеме секојаш тука да секој еден ваков извештај сериозно го земеме во предвид и да понудиме решенија заеднички кои што треба да ги имплементираме се до следното квартално информирање. Благодарам и уште еднаш поздрав за сите. Благодарам. Давам збор на господинот министер Јетон Шакир. Благодарам. Мислам дека се слушаме, така? Да. Почитувани присутни, почитуван господин Лјупчо Николовски, заменик председател на владата за борба против корупција за одржлив развој и човекови ресурси, почитувана госпоđа Ивановска, председател на Државната комисија за спречување на корупција, почитувана госпоđа Тасева, председател на Transparency International, почитувани представници од Холандската амбасада, медиуми и така натаму. Дозволете ми во име на Министерството за информатичко општество и администрација да изразам моето задоволство и благодарност до Transparency International Македонија и на Државната комисија за спречување на корупција за организација на ова за поканата и присуството на настанот во кој настан се презентираше извештај за мониторинг на препораките дадени од финалниот извештај од проектот, кој е финансиран од страната на Холандската амбасада. Верувам дека во текот на денешниот ден, отворено ќе преговориме за реализираниот мониторинг на споредувањето на препораките кои се детектирани во финалниот извештај, како и за предизвиците со кои се соочуваме како институции, ние како институција и значајни чинители за борбата за превенција и репресија на корупција како најголемо општествено зло. Врската помеѓу борбата против корупција и реформа за јавна администрација се огледува во два стратешки документи, тоа стратегија за реформа на јавна администрација 2018-2022 со акцијски план и во текстот на Националната стратегија за борба против корупција и суди на интереси на акцијскиот план 2020-2024 година. Дозволете ми како министер за информатичко општество и администрација во ова денешно обраќање најнапред акцентот да го ставам во стратегијата
за реформа и преземените активности од страната на МИОА кои беа утврдени во финалниот извештај од проектот. Една од 4 општи цели на стратегија за реформа и на јавната администрација е тоа да е стручна, професионална, департизирана администрација. Очекувани резултати од ваквата поставена цел се деполитизирана јавна администрација и вратена доверба на граѓаните во институциите, како и функционалната правна држава и владење на правото. МИОА во изминатиот период интензивно работеше во споредување на мерката намалување на ризици од политизација преку воведување на јасни критериуми и транспарентност при изборот на најдобар кандидат во процесот на вработување и унапредување. Беа преземени и реализирани неколку активности, анализа на примената на Законот за административни службеници, Законот за вработење во јавниот сектор и се изготвување на предлози на регулативата за со цел минимизирање на ризиците од влијање и субјективизам и зајакнување на транспарентноста во процесот на вработување и унапредување на административните службеници. По проведената анализа во Министерството е формирана работна група задолжена за ревизија на моменталните законски решенија и за подготовка на нови законски решенија, па од тука препораките во финалниот извештај кои се однесува на ранливните точки како што се непотизам, хронизмот, клиентелизмот по постапките на селекција за вработување беа внимателно разгледани. Исто така и поголемиот дел содржани во новите текстови на закони за административни службеници, законите за вработење во јавниот сектор. Би сакал да напоменам дека новите закони за административни службеници и вработење во јавниот сектор во наредниот период ќе бидат објавени на ЕНЕ и истите се резултат на сеопфатна дебата на Министерството со засегнатите страни, а свој континуиран придонес беше даден и од страната на представници од Државната комисија за спречување на корупција. Основни цели на предлог законите за административни службеници е унапредување на модел за вработување и управување со учинокот темелени врз компетенции, поедноставување и доуредување на постапките за утврдување на дисциплинска одговорност, нов систем за пресметка на плата, дополнително мотивирање на вработените и унапредување на работата и стручните капацитети на административните, додека основни цели на Закон за вработење во јавниот сектор се подобрување на ефикасноста и ефективноста во управување со човекови ресурси, јасна регулација на постапка за вработување, за избор на најдобар кандидат, управување со ефект, поедноставување на постапка за донесување на акти за внатрешна организација и акти за систематизација на работни места, поведување на унапреден концепт за донесување на годишен план за вработување, до регулација на постапки за мобилност и разграничување на надзорот над примената на одредбите од овој закон. Видно од спроведениот мониторинг на детектираните препораки во финалниот извештај, во првиот квартал делумно се имплементирани 47% од препораките, а 53% се неспроведени. МИОА, кој е во улога на креатор на политиките за управување со човекови ресурси во јавниот сектор, во финалниот извештај е вклучена како надлежна институција која директно или е индиректно задолжена за реализација на препораките и активностите кои произлегуваат од истите, како што и претходно напомена во однос на 40 препораки кои се детектирани во финалниот извештај се поделени на 4 групи. Од првата група 19 препораки кои се однесуваат на постапките за пополнување на работни места, преку постапка на вработување, постапка за унапредување и мобилност на вработење во јавниот сектор. Втората група 4 препораки кои се однесуваат на стручност и компетентност на кадрите во јавната администрација. Третата група 4 препораки кои се однесуваат за избор и именување на директори и членови на управни и надзорни одбори, и четврта група 13 препораки кои се однесуваат на контролните механизми. Потенцирам дека поголемиот дел од препораките се имплементирани и нормативно уредени во новите предлог закони за административни службеници вработени во јавниот сектор или предвидени да бидат имплементирани во подзаконски акти кои ќе произлегуваат од истите. Делот од препораките кои се утврдени како неспроведени, во кои МИОА е детектирана како надлежна институција за реализација, би сакал да напоменам дека
Големиот дел од овие препораки, освен со претходно посочени закони, ќе бидат имплементирани и нормирани во Законот за високораководна служба и Законот за организација на органите на државна управа, кој е планирано да биде донесен до крајот на годината. Со концептот на високораководна служба ќе се воспостави воедначена процедура за назначување на раководна позиција, професионализација на раководни позиции, издвоена од политичко управување со политички одговорност. Систем на високораководна кој како новина се предлага со овој закон треба да обезбеди постигнување на две клучни цели, и тоа професионално високо раководи избрани преку отворена меритократска постапка, воспоставување на однос на доверба и одговорност помеѓу политичките избраници и именуваните лица во високо раководители. Предложениот модел се основа на начелата на рационалност, демократичност и транспарентност. Овие принципи се основа за градење професионална и политичка неутрална администрација, каде политичките цели се исполнуваат преку активности на вработените во јавниот сектор под раководство на високите раководители, што ќе се возможи ефикасност и рационална употреба на ресурси на остварувањето на поставените стратешки цели и приоритети на владата и другите релевантни институции од јавниот сектор. Со законот се предлага да се воспостави целосен нов систем. Во овој период МИОА паралелно со подготвувањето на Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор, го доработува и Законот за високораководна служба, кој во ноември 2020 година беше повлечен по барање од МИОА заради меѓусебна усогласеност на овие законски решенија, имајќи во предвид дека секретарите како што се опат во Законот за високораководна служба сега се регулирани со Законот за административни службеници, ќе бидат утврдени од страна на владата во март ова година. Треба да се има предвид фактот дека паралелно со воспоставување на систем на високораководна служба во тек е процесот на структурирана реорганизација, оптимизација на јавниот сектор, кој ќе значи рационализација, намалување на бројот на високораководни места, но едновремено и воспоставување на линии на отчетност на високите раководители. Во ноември 2019 година се споредува ИПА 2017, поддршка на државната реорганизација, основна цел е да се оптимизира целокупната институционална рамка преку реорганизација на органите на државна управа, агенциите и инспекцијските служби во централна власт. За целосна реализација, конкурентна институционална поставеност и новата класификација и организација поставеност на органите на државна управа и другите органи и управни организации, потребно е донесување на нов системски закон за организација на органите на државна управа, која владата ќе го утврди во јуни ова година. Од тука, утврдените препораки и предвидени активности во финалниот извештај од проектот проценка на ранливост од корупција во политиките на постапки за вработување со посебен фокус во непотизам, клиентелизам и кронизам, како и споредување и мониторинг на препораките реализирани во последниот квартал 2020 година, представуваат многу значаен придонес и водилка при креирање на политики за управување со човекови ресурси во јавниот сектор. Министерството за информатичко општество и администрација останува и понатаму отворено за активна работа преку сугестии и предлози за основани на факти, односно практични примери за потешкоти при примена на законот за конкретни случаи по кои Државната комисија за спречување постапува и во секондерното работење. Во оваа прилика сакам да знаете дека за заокружување на бројните прашања и предлози и за финализирање на претходно наведените законски решенија ќе ни биде потребен диалог внатре со сите засегнати страни, но и надвор со представници на Европската комисија кои го мониторираат и оценуваат процесот за реформа на јавната администрација. До тогаш останува заеднички да работиме на унапредување на системот на државната служба преку понатамошна професионализација и деполитизација во постапките за селекција и вработување во јавниот сектор. Благодарам многу за вниманието. Благодарам, министер.
Иако во агендата е предвидено да се кажат завршните излагања од моја страна, сепак имајќи го во предвид значењето на темата што ни е денес на овој состанок, би повикала ако има некој од останатите присутни да даде свој коментар, слободно да каже, ако не, тогаш јас ќе... Само едно прашање. Поздрав до сите, добивме еден предлог, значи за некој нов закон за носители на јавни функции именувани од ресорните министри и од владата на Република Северна Македонија. Значи, за мислење не може да се присетам точно, но го гледавме законот и сега не ми е јасно дали овој закон се коси со законот што веќе е ставен па повлечен од постапка, тоа за висока раководна служба. Значи, министерот за Министерството за информатичко општество и администрација и член на владата би требало да има некоја информација. Мислам дека и колешката Катица е е запознаена со овој предлог закон, пристигна по мајл. Колешката Катица во пред 10 минути се вклучи на линк со ИФЕС. Океј. Затоа сега не е во моментот приклучена, меѓутоа неве кој има информација нека повели, нека каже. Ако може, ајде да провериме дали е тоа од влада или е во рамки на Советот, зашто ние повеќе предлози имавме, што ги доставивме во декември до Советот. Меѓутоа таму треба да продолжи постапката. Ќе земам ја обврска да проверам. Да. Ако е така, јас веќе бевме вклучени во нацрт, изработка на нацрт верзија на законот за висока раководна служба и сега кога го гледам се негират помеѓу себе. Едниот во еден дел го исклучува другиот по мене. Значи не направив некоја подлабока анализа, но ако е така, мора претhodно да се види да не се донесуваат два закона, бидејќи висока раководна служба се однесува и на раководни лица именувани од влада. Значи извршни секретари, извршни директори. И сега не знам како би се паралелно како би можело тоа да споја. Ако во наредниот состанок бар да го расчистиме ова, да не одат паралелно два нацрт закона. Ако може. Толку од мене, да, благодарам. Повеле. Нема да одат сигурно два закони, значи ние како кабинет едно време не бевме ни бидејќи не сме како посебно министерство, се вклучивме отпосле во Советот за реформа на јавна администрација, кој што води премиерот, и таму ги доставивме одредени предлози. Може би вие тие ги имате добиено, меѓутоа, како што кажа министерот, ќе си има еден закон кој што е недовратен во постапка и кој што сега ќе се доработи. Тогаш окей, благодарам. Добро. Океј, ако нема некој друг со своји прашања или сугестии, тогаш јас би рекла, би се согласила со вице-премиерот дека времето е драгоцено и неповторливо и дека навистина треба сите да ги стегнеме процесите побрзо да течат, затоа што ефектите се неопходни од добри организирани процеси. Донесување на соодветната законска регулатива е голем кочничар, детектирана е повеќе пати. Еве во нашата служба до сегашно и работно искуство сме биле сведоци на повеќе реформи во јавната администрација. Секогаш е кажано дека потребна е политичка волја и навистина е потребна политичка волја, меѓутоа вие имате една поголема предност сега што сите недостатоци и ранливи точки на законите се сконцентрирани во еден што и сублимирано е кажано што конкретно треба да се направи. Значи времето што треба да се троши понатаму, што би се трошало понатаму за анализи едно друго, тоа е веќе завршена работа. Се е анализирано, се е направено, само да се преземат конкретни чекори за
промена на овие законски регулативи. Значи, прво, дизајнот е важен, второ, како тоа ќе се имплементира во јавноста, во праксата, и трето, контролниот механизам. За жал, од мониторингот произлегува дека тука препораките се најслабо применети. Значи, во секој случај, секое следење, секое мониторирање на процесите е добре дојдено, бидејќи ни кажува до каде сме, што сме направиле и што уште треба да направиме. Ова е, мислам, одличен приказ за тоа, ни дава шанса понатаму да следиме, да видиме што може повеќе да се направи. Така да, работата е пред нас и не чека. Има, извинете што морам пак, значи секогаш има нешто да се каже, знам дека сум предосаден и узурпирам простор, но сето ова, има најодлична оценка како што е направено, ќе го следиме. По мене, значи од тоа што го гледам и од тоа што се соочив во јавната администрација, нема да има успех ни една реформа, ни една анализа, ако ние не ги воспоставиме најкрупните предуслови. Тоа сме го кажале овие 2 години и тоа го знаат сите, но инерцијно се продолжува. Значи, прва работа, ако во јавниот сектор не ги исклучиме привремените вработувања, еднаш за секогаш. Значи, тоа е многу битно. Ако не воспоставиме избор, именување на раководна служба на најтранспарентен начин, како што бевме ние, треба тоа да се воспостави. И, значи, тие се 2 и 3-тиот. Ако веќе ќе имаме реорганизација на јавната администрација, и ако тоа не се случи сега паралелно, тогаш секогаш пак ќе се бавиме со измена и дополнување на материјалните закони и нема да фатиме чекор. Сведоци сме, кога кажуваме за претhodно дека ништо не е направено, не, направено е многу, но ништо не е направено како што треба. И најлошото, ништо не е имплементирано. Знаете колку пари се потроши, јас сум бил член на тие работни групи, носење на закони за административни службеници и вработените во јавниот сектор. Од ден денеска функционалната анализа остана една формална алатка. Ден денеска со тоа што го спомна господја Сладјана, најболното, нема капацитет НИОА како да следи дали соодействува образованието за работното место. И никој нема, и мене да ме прашате, не знам да предлагам, бидејќи не знаеме какви тела треба да формираме, кој тоа ќе го следи, што значи наблегување во ингеренции на други органи, а другите органи го спроведуваат механички правилникот за тие акти. Три вида на образование, дали соодействува, не соодействува, никој не го интересира и плюс тоа дава простор за намерно креирање на работни места за луѓе што веќе имаме, сведоци сме. И плюс, не профункционира рамката на компетенции, наместо да се попроси да биде ефикасно оценувањето, се усложи уште повеќе. Ништо од тоа не се спроведува при оценување и унапредување на административните службеници. Значи, тоа остана едно болно, одите по секоја институција, барајте ги записниците секој 6 месеци, ќе гледате дека тоа е формално, некој од човечки ресурси ги штиклира и ги става во досие на вработените. Може би има ретки случаи. Што си, не дека некој не сака, но е тешко применливо. Мене ми се создаде печаток дека тоа некогаш значи јавната администрација треба да се бави сама со себе. И сега ако не ги ставиме овие столбови од почетокот, ја не знам што ќе реформирам. Извинете, ама имаме обуки, имаме многу имаме законска регулатива. Луѓе, и да ви кажам искрено, најпросто, може и не ми доликува, ево ми личи на фолирање. Ево, ја го правев, ја кажав, ја пишував, ама пак се вртиме на место. Затоа предусловите мора да се постават за да создаваме јавна, резистентна јавна администрација
не политизирана. Како може сега имаме јавен оглас за именување на раковни лица, јавен конкурс, изборот завршува зад кулисите и завршува на партиски кадри. Не може тој да реформира. Не може да е отпорен на било какво влијание. Овие по мене се клучни чекори. Другото, ако ова не се прави, пак ќе се повторуваме и тоа што го кажа господја Тасева. Значи, се е направено и оставено во едно чоше, дали некој ќе се присети да го чита. По мене, клучното е Законот за висока административна служба и овие други чекори да одат паралелно, да го направиме имун системот од нетранспарентност и влијание на политиката. Благодарам. Јас нешто би додал, ако имаме времена. Можем? Па повеле. Времето помина, ама дискусијата е интересна. Интересна е дискусијата. Ние со нашата работа од овие 2 години која сме во работа на нашите предмети, ние имаме откриено доста законски слабости, но од другата страна и во изработката на националната стратегија исто така детектиравме доста законски слабости. А и овие извештај што е денеска презентиран од страна на господјата Тасева, каде укажува на препораките, имплементација на препораките за при мониторингот во политиките при вработувањето. Јас би нешто друго што би додал. Ние нашите реформи не овиса само од овие препораки што ги имаме даени и од овие слабости, законски слабости што ги имаме откриено во нашата легислатива. Значи, ние треба да водиме сметка и да имплементираме и актуелните закони, без обид на тоа колку имат слабости и нема слабости. Оти ние гледаме дека со неимплементирањето во целост на тие закони пак ни прават проблеми во постапките, понатамошните постапки. И законот за високораководни служби и било што друго да се донесе за избор на директори на одредени институции и предпријатија, во поголемиот дел, можеби во сите нивни материјални закони имаат постапки на кој начин треба да се избере еден директор во една институција, но тоа не се почитува. И сега, ако носиме и со реформи, пак нови закони, пак истото, ако не се имплементира и не се почитува, пак ќе дојдеме на исто. Значи, џабе препораки ако не се имплементираат до крај. И препораките, и постоечките закони, какви што се, нека се имплементираат. Значи, целта ми беше паралелно едното со другото да се прави. Значи, имплементација на закониве и препораките и сите други слабости што ги имаме откриено со нашата национална стратегија, па и со сите акциони плани што треба да делуваме. Јас мислам дека тогаш ќе имаме целосна и реформа на администрацијата и воопшто во државата. Толку. Благодарам, Шемси. Мислам дека темата е исцрпена. Доколку ми дозволите, би сакала да се јавам за збор. Повеле. Добар ден, Кристина Илиева од Почани. Поздрав за сите вас, почитувани, и благодарност за можноста да го изразам своето мислење. Дел сум годинава од отворено владено партнерство за изработка на национална стратегија 2021-2023 година, каде што исто така се обработуваат неколку проблематики во 4 сфери, меѓу кои пристап до правда, транспарентност, корупција, исто така во дел од корупција имам своји заложби. Од изнесеното излагање сакам да потенцирам неколку проблеми кои што не слушнав дека се елаборирани и мислев како да бидам кратка и поконцизна и како да почнам. Па јас би сакала вас да ве цитирам на меѓународна конференција, што беше организирана од Институт за европска политика непосредно пред референдумот, кога имаше 2 дела конференцијата. Едниот беше за надворешната политика, а вториот дел беше баш оваа тема социоекономската проблематика во нашата земја и делот со намалување сиромаштво и вработеност и невработеноста. Тогаш ви рековте, ниту една влада после Груевски не може да си го дозволи тој комодитет да вработува строго партиски кадри без компетенции. Нам не се потребни квалитетни луѓе, секоја влада треба сериозно да се занимава со тоа прашање. Истото го потврди тогашниот актуелен министер
Никола Димитров дека доста од луѓето што се квалитетни ја напуштаа земјава. Тој партиски избор како трети е еден од најклучните критериуми при вработување, треба веќе еднаш да се опре ако сакаме нели да бидеме земја аспирант на ЕУ и да имаме прогрес во нашата земја. За жал, чинам 3-4 години поминаа после тоа, ние се уште сме сведоци дека оваа проблематика многу малку или воопшто не е решена. Например, јас првен би го алуцирала проблемот што кај нас во ранлива категорија се ставаат луѓе со без образование, со основно, средно и високо образование и сите тие се ставаат под именител заедничка категорија ранлива категорија. Де факто во оваа група и луѓето интелектуалци кои што се во оваа категорија се маргинализирана ранлива категорија и немаат еднакви можности за пристап до пазарот на трудот. Дури при активен оглас тие се помалку конкурентни покрај своите компетенции и квалификации од лице кое што, например, е селектирано на тој оглас, само затоа што го нема тој епитет на ранлива категорија. А за волја на вистината, една година пред работа во странство, не сум сретнала ниту едно лице интелектуалец со еден куп успешни проекти, сертификати и меѓународни награди за себе, системот да го регрутира во маргинализирана ранлива категорија. Овие лица единствено некој се сеќава на нив ако има некои волонтерски или хонорарни активности, па ајде колку толку да се активни, покрај нивните компетенции, квалитети и успешности, пак ќе речем меѓународни награди и сертификати, се времено ангажирани за некои символични хонорари или волонтерски, меѓутоа кога се работи за некој посериозен оглас, никој нив не ги зема во предвид. И за секој оглас можам да констатирам од лично искуство. И како интелектуалец со многу проекти за себе и меѓународни награди, јас се уште сум невработено лице за волја на вистината и само како родител без средна статус. Од друга страна, можеме да воочиме дека имаме функционери кои без оглед на сработено или несработено, успешно или неуспешно работење, постојано ротираат од една функција на друга без оглед на нивните остварувања. Значи, ние немаме критериум мерило, тоа е една од заложбите на ОВП да се постави критериум за успех и отчетност на сработеното. При објавување на огласи, например, ланиот случај во нашата општина Појчани се бара лице менаџер со средно или педагошки факултет. Значи, на економски факултет има цел департамент менеджмент каде се случуваат едно чудо дисциплини за управување и менаџирање на мал бизнес, на голем бизнес, на дворична трговија, значи за соодветно управување, а се барат лице со несоодветни квалификации или доколку се уредни критериумите при огласот, се селектира лице што нема никакви доперни точки со соодветната позиција. Исто така една од заложбите на ОВП е за ревизија на дипломите, каде што и тоа исто така влегува во дискутабилно прашање. Се надам голем дел од заложбите ќе пројдат да започнат да функционираат многу нормално работите. Меѓутоа ние првен ги немаме ни детектирано правилно проблемите. Законите ни се или треба на дополнување или тие што се добри, ние теоретски многу зборуваме, реално многу малку се применува. И пак ќе се повикам на вашиот цитат, се додека критериумот пресуден не е образование, едукација, компетенции, а некој трет критериум е пресуден при селекција на вработување, ние можеме да правиме еден куп заложби, предлози, а ништо реално да не постигнеме. Благодарам, да скратам во интерес на времето, благодарам за можноста да биде самото мислење. Ви благодарам, Христина, за вашето излагање, кое што навистина ја отсликува состојбата во нашето општество, за жал. Тоа е реалноста, со таа реалност треба да се соочиме, ги правиме сите напори тоа да час поскоро да се абсолвира, затоа што само професионализмот може да ја спаси оваа држава, ништо друго. Тоа е тоа. Ако нема некој друг, тогаш ќе го прогласам овој настан за затвор. Ви благодарам сите за учеството. Поздрав. Благодариме и ние за можноста да се презентираат овие наоди и сега ќе видиме следниот извештај какви резултати ќе покаже. Добра работа. Секој ќе биде подобар од претходниот, мора така. Да ги поставиме основите, како што кажа Нури, добро столбовите а ние ќе следиме, ќе бидеме и критични многу таму ќе треба. Како и се. Така е. Поздрав. 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 Ајде, пријатно се најдобро. Пријатно.